Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосавлjević и Горан Момировски. Без многу објаснување и пролонгирање, вечерва наш гости не е пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН господинот Милен Левков. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на покана. Пратенику, морам да признам, ве покануваме во специфичен момент и за вашата партија, па ако сме искрени и за државата. Јас можеби понекогаш ги преувеличувам работите, но сметам дека се наоѓаме навистина во еден специфичен момент кога работите мора да се расчистат. Од пред 3 дена во вашата партија има една сериозна расправа. Некои се обидуваат тоа да го наречат поделба, да го наречат разделба на погледите, идеолошки и не знам како, меѓутоа сериозна дебата која што ја започна лидерот Христијан Мицкоски и која што во најголема мера се однесува на поранешниот лидер на партијата, господинот Никола Груевски. Имаше веќе 2-3 преписки, последната е денеска од господинот Никола Груевски. Последниот напис е, нема да го читаме поред, продолжува во истиот правец. Меѓутоа, ако вашите опоненти политички очекуваат дека од оваа дебата, од оваа расправа ќе произлезе некаков дури се одеше и до распад на партијата, во најмала рака некаква поделба која што ќе наштети, која што ќе предизвика проблеми внатре во партијата, сега за сега изгледа дека раководството и членовите на партијата се прилично унисони во целата приказна. Така е, благодарам на најавата и на прашањето. Излезе председателот со тоа интервју во кое што се обелоденија одредени сознанија до кои што ги имаме цврсти докази за она што се тврди и јавноста знае дека ВМРО ДПМН никош не било пообединето и таа обединето се гледа практично и во пратеничката група и се покажа нели на резултатите на локалните избори со она што го прават и градоначелниците секојдневно. За жал, како што најавивте, Македонија постојано се наоѓа во некои бурни времиња, ситуацијата е многу сериозна и тоа дали ќе зборуваме за економија, дали ќе зборуваме за здравство, за образование, практично нема тема на која што не треба сериозно да и се пристапи. Меѓутоа во оваа плејада на теми и скандали вие јавноста видовте дека изминатата година и пол се стави акцент само на едно, а тоа е промена на уставот по бугарски диктат. И јавноста можеби и долго време беше подготвувана за некакви проблеми кои што ќе бидат најавени. Се сеќавате, уште пред година и пол се најавуваше 1, 2, 3 пратеници. И сега наивно ќе беше и од наша страна како опозиција да не бевме свесни дека во тој план да се обезбеди некакво мнозинство во собранието, дека тие практично се подготви на се. Можеби тоа кулминираше во 2 моменти. Прво на 18 август, кога видовме дека пратеничката група е здружена како 44 пратеници заедно со коалицијата. Цела македонска јавност виде како му довикувавме на Џафери дека треба да продолжи со седницата затоа што расправата заврши. Според деловникот треба да биде ставена на гласање. Видовме како Џафери или неделовнички ја одложи таа седница на неодредено време. Останува што следно ќе се случи. Следно видовме дека во собранието ни пристигна, замислете, со европско знаменце кривичен закони во кои што скандалозно и против деловнички, па и против уставно се менуваат одредби од кривичниот законник. За и ние целата јавност да дознаеме дека тоа е дел од оној план да се направи некаков раскол и спротивно на волјата на народот, затоа што и сами знаете дека тоа е едно од прашање за кое што македонскиот народ и народот во Македонија е добро информиран на анкетите, над 80% се запознаени и со прашањето и се противат на промената на уставот. Меѓутоа, триото Заев, Ковачевски, Ахмети и онаа постава во власта, секош нели има некои скриени планови како да го издействува тоа. Тоа резултираше со таа промена на кривичниот законник. Видовте од почетокот се обидоа да има одредени спинувања како опозицијата била направила кворум и така натаму, што е апсолутно неточно. Станува збор за измена на кривичен законник кој што стигна со европско знаменце по скратена постапка. Практично да се само запалите не можете да го спречите тоа што се случува. И но спиновите стигна од сосема друга страна. Апсолутно.
кога имате разработена тактика, нели ќе најдете и начин како да пуштите информации, меѓутоа нели да дојдам до она што е суштината, ние имаме само една концесија, тоа е кон граѓаните. И сме задолжени да ја почитуваме волјата на народот. И се случи она што се случи, меѓутоа она од кое што се водиме мора да бидат интересите на граѓаните, потребите, желбите на граѓаните и на крајот на денот вистината. Не смееме да дозволиме никакви поединечни преговарања, поединечни договори, поединечни интереси да завршат со поделба токму на оние кои што ги донесуваат одлуките, овде мислам нели на законодавниот дом, затоа што го видовме тоа еднаш во минатото како заврши на огромна штета на сите и видовме како тоа допринесе граѓаните да не бидат разочарани, да се разочараат во оние кои што ги представуваат. Сметам дека сето она што се случува деновите уште една прилика да покажеме колку сме кохезивни и колку ваквите спинови, ваквите обиди да се влие врз ситуацијата нема да допринесат за ништо, можеби за една, две, три, четири или повеќе емисии во време кога имаат скандали да и покријат уште некој скандал, меѓутоа она што е важно, она што ги интересира граѓаните е дека пратеничката група и онаму каде што се донесува одлуката е кохезивна, цврста како што беше до сега, и она што ги интересира дека многу набрзо се троши мандатот на оваа, би рекол, нелегитимна власт во моментот, така да ќе имаме можност, ќе имаме прилика на избори кои што многу брзо ќе дојдат, нели неколку месеци од денеска, конечно да создадеме влада која што ќе се грижи за иднината. Знаете што ме запрепаствува? Горан? Не поле. Знаете што ме запрепаствува? Велат, ако еднашка ме излажеш, ти си виновен. Ако два пати ме излажеш, јас сум виновен. Просто ми е неверојатно дека некој се обидува буквално истите методи да ги употреби 5 години подоцна и да очекува дека ќе го добие истиот резултат. Со поинакви луѓе, со сосема поинакви карактери, со сосема поинакви темпераменти, би рекол, со сосема поинаква постава. Па една реприза која што е најавувана година и пол наназад, нели? Уште Артан Груби почна обезбедени си 24, 6 една реприза која што е долго најавувана, меѓутоа еве сега и е пресретната, би рекол, на најдобар може начин од страна на председателот. Располагаме со информации, располагаме со докази. Не можеше овој пат да направат реприза на она што се случувало претходно, она што сега ги боли е силината и цврстината која што ја гледаат во опозицијата, смртно се уплашени од она што иследува, огромен историски пораз, ќе бидат заборавени практично и запишани со црни букви во историјата Ковачевски за начинот на кој што дојде на власт и за сето она што и го приреди на граѓаните, да не зборуваме инфлација, огромна сиромаштија, здравство и останатите сегменти за кои што еве видите за жал и не зборуваме, затоа што зборуваме за теми кои што се строго и стриктно политички. Еве за жал дури измените на кривичен закон кои што представуваат, тоа е една уставна категорија, затоа што во државата според уставот секој има право на правично судење. Ние успеавме и кривичниот закон и самите принципи, идеали на правда да ги претвориме во политички теми. Практично нема нешто што не е претворено во политичка тема. Меѓутоа, она што доаѓа како силно оружје од нашата страна покрај единството и она што се случува во Европа. Сите го видовте она работно тело за институционални промени во Европската Унија помеѓу Франција и Германија и тој документот пловење на отворено море кој што беше објавен на 18 септември, во кој што се зборува за реформи кои што треба да ги направи Европската Унија пред проширувањето од 2030, каде што се зборува дека ниту една земја нема да оди на брза трака, сите треба да имаат еднаков пристап, меѓутоа се зборува уште еден важен момент кој што гледате сега него анализираат и не зборуваат, а тоа е гласање со квалификувано мнозинство. Мене тоа завчера го зборевме, не го зборуваат од власта, ние зборуваме за тоа. Се разбира. Тоа покажува дека секој аларм кој што го притиснав, ми рековте, немојте вака, немојте на ваков начин, ќе влеземе во ќорсокак, излезе дека опозицијата била во право. Најмалку што можете овие бардови на меѓународните односи кај нас Османи и Маричич, барем да дадат едно признание дека
дека моментот и моментумот кој што е случува ќе биде многу корисен за Македонија и трпението на кое што ги повикувавме е во корист на нашите евроинтеграции, меѓутоа не е се во корист скандалите кои што ги прават. Рековте бардаци или бардови? Не разбирам. Мора малку да се шегуваме, се развива животот, има и шеги. Се вратиме малку назад. Ситуацијата е релативно јасна, односно да речам, речиси јасна. Меѓутоа, изгорени од Преспанскиот договор, кога 8 пратеници на ВМРО-ДПМН гласаа тогаш, јасно е под чиј надзор и под чија контрола беа тие пратеници, екс-премиерот Груевски, екс-шефот на тајната служба Мјалков, тоа е веќе јасна работа. Огромен број, сега ќе зборам за луѓето кои што мене ми се контакти на социјалните мрежи. Една прилично диспрезирана, речам, избалансирана група на луѓе од сите политички, етнички, верски провиниенции. На половината од нив беа убедени дека ВМРО-ДПМН на 18 август ќе дозволи почеток на процедура за промена на уставот. По 18 август, половината од нив, значи 1/4 рече добро, ВМРО издржа опстана на зборот, нема да го мина уставот, 1/4 се уште се убедени дека ВМРО-ДПМН ќе опстане, ќе го промени уставот, ќе учествува промена на уставот. И со некој од нив разговарам, вели, ама тоа е голема работа, не е работа тука за ВМРО, за Мицкоски, тоа е договорено некаде тамо, Брисел, Вашингтон. Значи, луѓето постојано се убедени во некакви конспиративни теории, дека ќе дојде тука некој ќе скрши некоја рака, некоја нога и ќе се случи тоа. Геополитичка нужност, не знам. Да, Украина, војната и така натаму. Мене ме интересира, вие сте пратени кој што живее во пратеничките клупи веќе трета година. Четврта веќе почна, да, од 15 јули 2020 година. Ги гледате вашите соборци, да речам, во пратеничката група и другите пратеници. Што е тоа што може да натера некој пратеник во моментов да го смени ставот и да рече, добро, јас ќе гласам. Да подсетам само дека во игра, според моите информации, се меѓу 30 и 50 милиони евра обезбедени од украдените пари на оваа влада за да се подкупат пратениците на ВМРО-ДПМН. Ќе се согласите со мене дека ако некој некому, па и вам лично, ви дојде со 5 милиони, 3 милиони евра на маса, ќе се замислите. Ова е многу важно прашање. Јас искрено не верувам дека ниту еден од вас ќе се нафати на таква работа за ниедна пуста проклета пара. Но ме интересира дали имате информации, дали имало вакви обиди, дали имало закани, дали имало уцени за деца, за не знам, роднини, за сопруги. Најпрви, лојалноста доаѓа и мора да биде обврзана, лојалноста е кон државата, кон Македонија, кон оние кои што ти избрале. Практично кога имате една таква одговорност, морате да се однесувате соодветно на одговорноста која што имате. Овде не станува збор за пари, не станува збор за финансиски надоме, затоа што некои работи едноставно не можете да ги поставите цена. Има ствари кои што се деливи, кои што се неделиви. Има ствари кои што немаат соодветна цена. Ова е една од таквите прашања кои што практично и немаат цена. И сметам дека предавството кое што ни се случи потекнува од оној моментум каде се наоѓа лојалноста на оној кој што е избран. Имавме многу, би рекол, една негативна пракса да гледаме како државата и системот практично ги стави тие луѓе под политички прогон, практично па со лисици гласа. И правосуден прогон. И она што се случува и деновиве не е за подценување. Вие гледате како владата која што одговара пред пратениците и која што е избрана од пратениците практично и добива мандат за да спроведува одредени политики, секој нели во својот домен, ако сте за здравство, во здравството, ако сте за образование и така натаму. Се гледате истите тие како најавуваат поединечни средби. Сето тоа предизвикува еден општествен притисок. Гледате како оној кој што се подпишува како прв вице-премиер најавува дека се обезбедени двајца или тројца. Сето тоа е неетички притисок кој што го создаваат во државата. Левков, за етика не можеме да зборуваме, за етика не можеме да зборуваме. Имаше ли некој обид за средба со вас или некој ваш колега Маричи, тоа неколку пати го кажа, ќе се гледаме лично. Имаше ли таков обид? Не сме слушнале. Значи и за тоа лажат Маричи и Груби. И Ковачевски. Јас колку што знам со сите колеги со кои што имам контакт, немаат со никој, ниту се имаат обидено да
да имаат такви средби. Можеби тоа е повеќе за да се создаде еден медиумски притисок, можеби медиумски линч. Знаете, кога ќе споменете, како што споменавте, одредени суми на пари, луѓето ќе, нели, многу е лесно да веруваат во теории на заговори, меѓутоа излезе онака како што излезе, цврста, кохезивна, одлучена пратеничка група, не само на ВМРО ДПМН, ќе повтораме и на коалицијата, 44 заедно, кои што му довикуваат на Џафери да го стави на гласање, не е мал сигнал, не е мал пркос, напротив, тоа го покажа целиот нивен немоќ, па и затоа вака панично влегува во оваа постапка за менување на кривичен закон, кој што може да и направи само огромна штета, затоа што ќе потсетам и дојдоа на власт преку нема правда, нема мир. Сега практично видовме дека концептот на правда кај нив има само политичка конотација, нема никаква друга конотација. Споменување на овие суми 30 до 50 милиони евра обезбедени од луѓе, бизнисмени блиски на поранешната власт, а сега соработници на оваа власт, тоа се моите информации, вас ве прави во става во незгодна ситуација дека сте предмет на уцени или речам ајде на некаква соработка, но од друга страна свесни сте дека ве става на еден друг пиедестал, дека ако вие ги одбиете овие, и тука немаме дилема дека ги одбиете, овие страшни суми и овие страшни притисоци, вие ќе останете великани во македонската политика. Внимајте, јас не познавам човек во моето пошироко, да речам, ајде, движење, каде што се движам, кој што би одбил 3 милиони евра, 5 милиони евра. Горан, тоа се пари објективно кој што човек, нормален човек може да ги сонува само во животот. Вас, одбивањето на овие огромни пари, што вели Драган да ги сонува, вас ве става на пиедесталот со најголемите македонски револуционери, ако сакате. Се вака можеби малку претерувам, но моментот е таков. Да, малку е навредливо, нели, да разговараме за такви теми. Но тоа е реалност. За жал, тоа не е тема која што се наметнува овде на масата. За жал, како што реков, изминатите месеци работе ексклузивно на градење на некој таков наратив и ние за жал мора да се справиме со таков предизвик, би рекол, меѓутоа многу е важно сите да бидеме свесни, сите во Македонија да бидеме свесни во каков турбулентен момент се наоѓаме и во каков момент се наоѓаме кога или ќе си ја продадеме историјата, или ќе започнеме да градиме историја со тоа што ќе се заштитиме кој сме, што сме, од каде доаѓаме. Тој решителен и решавачки момент за жал сака да ни го покријат со Facebook реклами на Ковачевски, сакат да ни го покријат со кампањи на Маричич, ние сме Европа и така натаму, платени со народни пари, сакат да ни го покријат со ефтини политички флоскули кои што ги продаваат секој ден на телевизија, без да имаме суштинска расправа. Меѓутоа, ако ние истраеме во нашите ставови, да бидеме она што сме, односно да не дозволиме никој никогаш да разговара за нашиот јазик, за нашиот идентитет, за нашата националност и за нашата историја, да не дозволиме да разговара, тогаш со самиот тој чин ја градиме историја. Тоа се два пристапи. Со едниот ја продаваме целосно, со другиот остануваме во историјата не како пратеници, туку како народ, сите заедно. И тоа овде мислам на сите општествени структури. Затоа е потребно да имаме едно силно обединување. Кога ќе кажам силно обединување, мислам на сите, не само на македонците во Македонија. Мислам и на сите останати етнички заедници. Затоа што ако истраеме во оваа битка да покажеме кои сме и што сме, кој што неправедно беше поведена против нас, најпрвин со спорот против Грција, во кој што нели не ни беше дозволено да го користиме нашето уставно име, па дојдовме под огромни притисоци. Сега гледаме комплементарно како Бугарија, која што никогаш ги немала овие барања, ги немала 91-а кога сме станувале независна држава, ги немала 2001-а. 2017-та ги немала кога се потпиша договорот за пријателство. Па ги немало во моментот кога станале земја членка на Европската унија и тие самите нели треба за да станат земја членка на Европската унија треба да дадат изјави дека немаат отворени прашања со соседите. И сега од договорот кој што го потпиша Заев со Борисов, ние постојано, замислете, имаме еден народ, и тоа мислам на македонскиот народ, една историја, мислам на македонската историја, јазик, македонскиот јазик, кој што оваа власт ги представува како кочница за македонскиот пат кон
кон Европа. И тоа е една сулуда ситуација и затоа не само пратеничката група. Сите заедно треба да знаеме дека во овие моменти ќе создадеме историја, затоа што не е мала работа да покажете пркос. Вие започнавме нели со теорија на заговори, може би постојат. Меѓутоа, моје мислење е дека ако сме ние доволно единствени, не постои сила и не постои заговор кој што може да не скрши. Немаме дилема дека сте единствени, така? Немаме дилема. Го покажавме на 18-ти, рековме уште еден пресод, после тоа, меѓутоа, единственоста и сплотеноста останува. Велат дека политиката не познава ни принципи, ни морал. Мене ми е, морам да признам, забавно на известен начин да го следам ова што се случува во јавната преписка. СДСМ велат не мешајте во внатре партиските разврски на ВМРО ДПМН, ние немаме ништо со тоа. Од друга страна, гледаме една цела плејада на извршители во јавниот простор на СДСМ, кои што, како велат, го повикуваат Груевски да се врати во Македонија. Една малку чудна состојба. Па знаете, тие се уплашани, како сега излезе цела емисија дека се зборува и се провлекува како лајт мотив зборот единство, меѓутоа тоа се уплашани ако се обедини македонскиот народ, ако се обединат сите сили кои што им мислат добро на оваа држава, тешко ќе се најде простор за договорите помеѓу Ахмети и Ковачевски за начинот на кој што практично ни се води државата, гледате дека не функционира ништо. Единствен начин тие да функционираат е да создаваат поделби. Иако забележи тоа, не е прва поделба. Ние постојано и секојдневно систематски сме подложни на најразлични поделби. Погледнете, тие го делат проевропски и антиевропски. Самата терминологија, значи во Македонија вие може да видите, како рековме, и кабелот од модуларната болница, ама ако сте за ДУИ, тогаш вие сте проевропски. И од друга страна можете да ги имате најчестните намери, можете да видите брилијантен ум кој што се занимава, не знам, со природни науки или со најнапредна медицина. Меѓутоа, ако сте против Ковачевски и ДУИ, вие ќе бидете антизападен. Не вие една поделба, не е таа единствената поделба. Потоа тргнуваат и ви прават поделба, се обидуваат да ви направат поделба во самата опозиција. Најавите дека вие ќе обезбедите, дека ќе купите, се исто работи кои што повикуваат на неединство, отвараат дебата за неединство. И ако ништо друго, го тргаат вниманието од вашата одговорност да ја раководите државата и како ја раководите државата. Си купуваат купи ден помини. А верувајте ми, секој ден на владата на СДСМ и ДУИ е означена со некои тендери, со некои провизии, тие така видовме во изминатиот период дека тие така не го оставаат. Во еден ден пред 2 дена имаше 3 огромни скандали вредни милиони евра. Во еден ден, не секој ден по еден скандал. Во еден ден имаше 3. Морам да признам, со ова што го зборувате, стануваат депласирани некои изјави на одредени личности, но сепак морам да прашам. Порнешниот премиер и порнешниот лидер на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски, вели во денешна една објава дека бил сурово, жестоко и неочекувано за него нападнат и обвинет од страна на Христијан Мицкоски и раководството на партијата. А во вториот дел исто така вели дека ова е однапред подготвена кампања против него. Значи и потоа во целиот текст провеува тој наратив дека всушност долги месеци наназад е подготвувана кампања против него лично во редовите на ВМРО ДПМН. Зошто? Не сум јас нешто ќе рече дали е така или не, меѓутоа логично се поставува прашањето зошто би се правило тоа со месеци наназад или иако веќе го депласиравте практично. Пак би се навратил, нели, она што е најважно, што е примерно, што е секундарно, самите вакви надписи на поранешниот, нели, премиер насочуваат кон една теза, тоа е дека почнуваме да зборуваме за лични суети. Не знам, спротивно на разумот е вие да размислувате дека некој би градел во ваква ситуација, дека некој би градел кампања. Јас ви уверувам дека не е ниту споменуван. Значи, неговото име не е ниту споменато. Зошто? Затоа што
имаме големи предизвици со кои што се среќаваме секојдневно. А државата ни се урива. Секојдневно се среќаваме со тие предизвици, дали се закони кои што се донесени лукративно за нечии интереси, дали се проблеми, дали се некои медиумски спинови кои што се обидуваат да ги направат. Така да воопшто не е ниту споменат, можеби сега ова е дел од тие концесии кои што се преземени, со кои што треба да се направи некаква поделба или некаков раскол меѓу ткивото. Меѓутоа, за среќа заврши онага како што заврши, можеби на неколку Facebook препукување, можеби на некоја малку повредена суета, она што не е важно како народни представници, како народна партија која што го представува, ги представува граѓаните, она што не е важно е да го задржиме фокусот за борбата против оваа ненародна власт и да го задржиме фокусот кон следните избори на кои што треба да направиме историска победа. Андреа, ме интересира неговиот статусот на Груевски денеска. Дали го споменува германскиот новинар Михаил Мартенс во неговиот статус? Воопшто не. А кога е објавен статусот, дали може да се види од Пред неколку часа, сега е 23 часот. Това е објавено околу 14 не е изутри, значи многу важен момент заради тоа што германскиот новинар Михаил Мартенс, некој дописник на Frankfurter Allgemeine Zeitung, највлијателните германски и европски вестници. Мартенс е еден од најдобрите познавачи на евроинтеграциите и на цела југоисточна и источна Европа. Значи човек што 30 години се занимава со работа, има директен пристап, сега беше во Скопје пред известен период, има пристап во Софија, во Белград, секаде, значи. Тој денеска, јас ќе се обидам да го најдам овде изворно, да не сгрешам нешто, практично директно потврдува дека Груевски бил во дослух со македонските власти, односно со СДСМ и ДУИ. Тој наведува 3 цврсти различни извори кои што велат дека екс-премиерот Груевски бил дел од плановите на СДСМ и ДУИ за негово враќање во земјата и промена на уставот. Ќе прочитам сега изворно ќе го прочитам сега. Она што можам да го кажам, вели Мартенс, е дека 3 извори кои ги сметам за цврсти, независно еден од друг, тврдат дека плановите за враќање на Груевски постојат или постоеле. Секогаш во овој контекст се споменуваше името на Али Ахмети, лидер на најголемата албанска партија во Македонија. Некои наблюдувачи велат дека решението е само прашање на цена, што значи дека владата ќе може да оценува или подкупи на својот пат до гласовите што не учествуваат во парламентот. Ова веројатно би отворило вратата за дополнителни бугарски барања во наредните години, секогаш заедно со закана за вето. Че вели Мартинс, кој што важи за многу сериозен политичар, новинар и аналитичар, и повторно велам човек кој што има пристап до сите главни градови во регионот, но и во Берлин, и во Виена, и во Брисел, и секаде. Значи, наведува 3 различни извори кои што според моите информации не се од овде, не се од Македонија. И сега тука излегува дека, ако ова добро го разбрав, дека имало кампања, дека всушност ВМРО ДПМН го контролира највлијателниот германски медиум. Малку сега Да, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Малку делува смешно, но факт е дека тој наведува извори кои што велат дека Груевски винувате во координација која што ја врши Али Ахмети. Се овдека можеби нема потреба од конкретен коментар, меѓутоа не може да се избегне Мартенс. Затоа прашувам дали Груевски го демантира Мартенс. Значи не го демантира Мартенс. Ајде да го свртам вака, да ја свртам вака тезата што пред 2 дена ја кажав, а и вчера на само вистина морам да кажам. Зошто Груевски, Левков, сега директно ве прашувам, не излезе јавно и нам се да пишува вакви статуси, да каже луѓе, немам амбиции во политиката, немам амбиции да се вратам во ВМРО ДПМН, немам амбиции да го подржам Стефчо Јакимовски, немам амбиции да ја подржам Даниел Арсовска, немам амбиции да го уривам ВМРО ДПМН, сакам да ја урнеме оваа власт. Тука сум што треба да се обединиме околу ВМРО ДПМН и да ги мафнеме СДСМ, ДУИ и сите останати кои што се криминалци во владата. Зошто Груевски не го направи тоа и да расчисти целата ситуација? Што мислите ви? Ајде да бидеме директни. Горан, имаш една татковина, таа е Македонија. Кога имаш една татковина, не велиш актуелното раководство на Македонија. Не велиш, јас сум се родил во Македонија во кое што актуелно раководство било тоа и тоа. Ако се разбира. Во сите пишувања, тој се обраќа и вели актуелното раководство на ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН го чувствувате и го осеќате како ваша матична партија, тоа е единствено. И раководството е онака како што е создадено, а тоа е од членовите
представници во Централниот комитет, Извршниот комитет и председателот избран на Конгрес. Ниту на државата, ниту на партијата, ниту на црквата, нели? Ако зборуваме за одредени структури, не велите ќе одиме во храмот каде што на актуелните ќе запалиме. Не. Имате религија, имате држава, имате припадност. Самото оградување кога вие ќе разговарате за актуелно раководство или поранешно раководство, ја покажува вашата дистанцираност од оние кон кои што се обраќате. Секогаш кај оние од кои што сте дел, како што е државата, ја чувствувате за своја. Без разлика што оваа влада, оваа држава сега има влада под СДСМ и ДУИ. Ние велиме, наскоро ќе дојдат избори и ќе биде раководена од влада која што ќе мисли добро на оваа држава. Меѓутоа, во ниту еден момент не се оградувате од државата како целина. И со пасош, и со документи, и со плаќање на давачки, вашата лојалност... И со стоење на химат, и со пред знамето, се разбира. Вашата лојалност е кон државата. Исто важи и за партијата. Во момент кога ќе видите било кој да користи терминологија како актуелното раководство, вас ви е јасно дека станува збор за одредена резерва или за одредена дистанцираност. Така да, тоа се познава и по начинот на пишување, и по начинот на разговарање, и се наметнува само еден заклучок, дека жртвата станала плен и пленот сега работи онака како што ќе наредат оние кои што ги доведува во таква ситуација, затоа што во Македонија де факто е дека постои политички прогон. Затворите ни се полни со луѓе кои што не заслужуваат да бидат во македонските затвори. А во Македонското собрание помина еден закон за амнестија. Тоа беше селективна правда. Селективната правда е најголема неправда. Тоа што ние застанавме зад кривичниот законник не зборува дека треба да продолжи политичкиот прогон. Напротив, некои луѓе заслужуваат да добијат пресуди дека не се виновни, дека се жртви на политички прогон. Тоа е единствениот заклучок. Затоа сметаме дека не е фер, а тие заклучоци се базираат и се потврдени, како што рековте од влијателниот новинар на ФАЦ, се потврдени од кредибилни извори, дека станува збор за договор како да се влијае повторно на системот на правдата. Што се случува? Политичките жртви за жал, стана плен. И пленот сега, за жал, се случува она што ни се случува, меѓутоа, доброто е што имаме кохензивност и кај луѓето, гледате дека нема поделба овие работи, не влијаат врз ставот. Има поделба само во медиумите на СДСМ, односно во нивната реторика дека има поделба. Добро, ама еве поставете и главните идеолошки прашања. На ниту едно главно идеолошко прашање неговиот статус нема да влијае. Дали тој статус, запрашајте се, ако ги гледаме работите политички, дали статусот негов денеска ќе влијае врз перцепцијата на просечниот македонец, дали треба да се гласа или не треба да се гласа за уставните измени. Ви уверувам дека нема влијание. Ја не сеќавам дали Груевски некогаш рече дека не треба да има уставни измени. Тоа не ми текнува, не сум го прочитал никогаш. Ама еве, овие надписи, прашајте ги просечните граѓани дали ќе влијае на тоа дали треба да има правда или нема да има правда. Или не треба да има правда. Ниво промили не влијае. Прашајте ги дали треба за слобода за луѓето кои што е затворени за 27 април затоа што едните неоправдано лежат во затвор, другите добија селективна правда. Прашајте ги дали има промени таму, нема промени. Затоа велам дека овие и она што успеа да го направи власта по 16, 17, 18 месеци кампања, ќе доведе, ќе донесе неколку политички емисии, неколку политички тези. Меѓутоа, кај народот кој што е незадоволен од државата, нема доверба во судството, има соодветни барања, нема да направи ниту еден промил Facebook статус не ги намалува цените на производите и не расте платата. Нема да ги промени ниту очекувањата, ниту желбите. Еве, да имавме некој статус со кој што да кажеме, главните идеолошки основи ќе бидат поместени, ќе се открие нешто ново за уставните измени, ќе се открие нешто ново за начинот на кој функционира правдата, тоа може би друга тема. Повторно ако гледаме прагматично, повторно антиципирате прашања, ве уверувам што не гледачи дека нема никаков договор за прашање од напред со ниту еден гостин, и затоа ми е интересно, морам да ви спочитувам за ова. Меѓутоа, раководството на ВМРО-ДПМН се чини обединето, тоа е видливо од со голо око. Меѓутоа, дали е возможно да дојде до одредени превирања во она што се нарекува членство?
обични членови на ВМРО ДПМН кои што можеби се прашуваат, кои што немаат допир, условно кажано, физички допир со толку директен со раководството, дали може да дојде до некаков условен раскол, особено што на социјалните мрежи се прилично активни, не голем број, меѓутоа прилично гласни ликови кои што постојано изразуваат и со години назад незадоволство од раководството на партијата, и сега ово им доаѓа некој вид како Тричковски го ставаш во овие на ВМРО. Не, Тричковски се разбира дека не. Тој му даде сега Меѓутоа има на социјалните мрежи профили кои што наистина се обидуваат да испрофитираат од целава работа и тврдат дека членството, за разлика од раководството кој што нели одродено изгубило правецот и така натаму, членството всушност ја сваќа суштината дека е измамена од своите водачи. Па токму во таа насока ми беше и претходното. Немате ниту теоретски такви шанси, зошто? Затоа што сега ќе треба да се повторувам, идеолошки не се направени промени. Значи да имавме од овие случувања да имаме идеолошка промена, да имаме една групација членови кои што велат ја поздравуваме промената на уставното име со тоа што успеавте да влијаете 8 да гласат спротивно на волјата на народот, има еден човек фракција кој што намерно велам човек фракција кој што тврди дека Тодоров збориш. Не, Оливер Андонов кој што тврди дека уставните измени се нужност и треба да се направат. Затоа велам човек фракција. Добро. Ама еве сега и документите што не се дел од ВМРО се доаѓаат од Европа покажуваат дека дуаат нови ветришта, се спремаат институционални промени, гласање со квалификувано мнозинство. Знаете, инаку ние практично ќе заглавувавме, ние ќе влезевме и тоа е стравот. Значи вистинскиот страв не од самата имплементација, рековме, на бугарите во уставот, туку почетокот на една плејада на барање кои што ќе дојдат од бугарска страна, а вие треба да отварате поглавје и преговори. Сме кажале многу пати, на наједноставното поглавје за образование кој што другите го отвораат и го затвораат без проблем, ние можевме да се судриме со вето со Бугарија заради промена на нашите Ние се смеевме дека за морепловство Бугарија ќе не блокира, ќе рече извинете, ништо од морепловството. Ако не смените нешто ново во уставот. Може ли тргнавме директно вака драго ми е што согласи директно разговараме. Дали сте слушнале како пратеник за информациите дека во дел од политичките структури, еве нема да прецизирам каде, се откриени пораки помеѓу Заев, Ахмети и Никола Груевски во Будимпешта, во кој што се разговара за промена на кривичниот законник со точно наведени членови кои што сега, случајно или не, беа избришани. Дали имате информации за такво нешто? Како што реков, постојат информации и докази за таква комуникација, токму и заради ова. Моравме да излеземе, нели, конечно еднаш да се расчистат работите, затоа што не смееме да дозволиме, нели, да бидеме заложници на вакви преговори на кои што се случуваат, би рекол, под маса, надвор од јавностите. Ова не е прв пат, сега за жал прв пат имаме вклученост и на поранешниот премиер, меѓутоа во Македонија, ако забележавте, и избор на уставни суди, и донесување на закони, и измена на закони, се случува на некои затворени средби кои што не знаеме каде се случуваат. Ние бадијала имаме пренос на собраниски канал, ја често го имам тоа, кажам, на нас ни треба предвидел деловникот дека нели има расправа за избор на уставни суди и се пренесува на собраниски канал, а тие веќе се договорени од страна на Ахмети и Ковачевски каде ќе бидат избрани. За жал на Комисијата за европски прашања случи токму истата работа. Ви доаѓа закон со европско знамеце, ви убедуваат дека е промената усогласувана со Европската унија, од друга страна имате индикации, сврсти докази дека го договарале триото кое што го споменавте. Навредливо е. Уште едно прашање, директно прашањето, одговорот зависи од вас. Денеска еден колега новинар од медиум кој што, да не речем дека е под контрола на Груевски, ама е многу близок со Груевски, објави, односно уредникот на тој медиум објави една информација која што за мене вака е признание дека ВМРО ДПМН е во право кога зборува за тајна средба, што ВМРО ДПМН не зборува толку многу, меѓутоа во кулуарите се збори за една тајна средба која што се случила пред неколку месеци во
кабинет на еден висок функционер во државата, каде што биле присутни Али Ахмети, Артан Груби, Османи, Ковачевски, Оливер Спасовски, јас за тие знам, каде што било договорено да се бара помош од Груевски со користење на бенефиции за него преку кривичниот законник да се дојде до уставните измени. Јас навистина се изненадив од овој статус на Facebook на уредникот на медиумот кој што е близок на Груевски, и тоа практично е признание дека таа средба се случила и дека ваков план навистина постоел. Ова е сега нешто сосема различно од Мартенс, кој што наведува други извори. Значи овдека ние веќе ако некој до вчера имаше дилема и меѓу членството дали Никола Груевски инволвиран во вакви работи, сега веќе после Мартенс, ја не знам дали некој воопшто ќе има дилема дека се случувало нешто задкулисно. Имате ли вие информации, се вас лично ме прашувам, не знам дали во партијата споделуваат вакви информации со пратениците и со вас, дека таа средба се случила и дека тогаш имало договор да се побара помош од Груевски? Па имаме одредени информации, дел од тие информации се споделени. За информациите за кои што зборувате сега не знам за кој медиум станува збор, меѓутоа видовме дека пред некој ден и Изет Меджити зборуваше за средба кај Стево Пендаровски која што е случила на 9 мај, горе долу станува збор за истите овие личности. Едноставно излегуваат работите на Виделина со самото тоа што планот им се постепено им се осуетува, со тоа што видува дека планот не оди во посакуваната насока за да се дојде до уставни измени, видовме како пукаат сега порабовите, па постепено и се дознава целата оваа игра. За жал ова не ни се случи кога се смени уставното име, едноставно ваквите задкулисни договарања и кабинетски договарања си ги дадоа своите резултати. Сега за среќа, благодарејќи и на раководството на ВМРО ДПМН и на будноста, и на јавноста можеби, и благодарејќи на единството, не им успеа планот, не им оди онака како што е предвидено, па видовме, сега гледаме како информации излегуваат од сите страни, практично вистината, како ќе каже, како шило, па мора да излезе на виделина. Да. Тоа значи дека оние што фаќаат ЦЕР дека ќе има панорама 2, панорама 3, сега ќе не знам како го нарекуваат, не е возможно да ево чисто за тие што можеби се вознемирени. Па како повторно ќе се навратиме, раководството единствено функционира партијата не само благодарејќи на раководството, станува збор за една цела структура, цела плејада на партиски би рекол тела и членови со најразлични функции, комисии, Централен комитет, Извршен комитет, кои што немаат никаква идеолошко двоумење околу кои ни се целите, како треба да обстанеме, да издржиме кога станува збор за уставни измени, остануваат единствено предизвиците за организација за престојните парламентарни избори, така да ако зборуваме за партијата, тоа е темите со кои што ќе се судруваме во наредниот период. Овие теми според мене ќе останат вака на маргините на партискиот живот, затоа што се жешки, врели теми, интересни теми, нели станува збор за личности кои што нели оставиле траг во македонската историја, така да има многу муабет во нив, меѓутоа ако мене ме прашате, немаат суштина затоа што основните идеолошки прашања и основната идеолошка насока не се променува и ниту за милиметар со овие случувања. Но позадината, барем што се однесува до актуелната политичка врхушка на власт, е повеќе од јасна. Уставните измени, искрено, уставните измени толку многу ни се провејуваат на сите низ главите, што имам чувство речиси на, да не кажам, еден збор на што кога ќе се спомнат. Нагадење. Еве нагадење, да, ќе потребав друг израз. Уставните измени што кога би се случиле би отвориле само еден долг мачен процес на дополнителна гњаважа од страна на соседна на Бугарија, освен ако се случат некои идеални услови во Европската унија, кои што пак токму тие идеални услови би се доказ дека ние не треба да го правиме ова. Поволни ветришта, да. Ветришта тоа од конато, меѓутоа актуелната власт инсистира само на тоа и само на тоа. Јас искрено не го разбирам тоа. Државата се соочува со мал милион проблеми во сите сектори, сега да не ги набројуваме до бескрај. Меѓутоа, ако ги слушате нив, ви имате представа дека ние сме Шведска, една која што само треба едно мало
жртви ќе да направи и да обезбеди Шведска никаде не сака да оди, таа само со себе е задоволна. Во НАТО како се? Во НАТО ќе Да, влезе НАТО се. имаат проблем од Турција не ја од прима Турција, да. Се разбира, Шведска може да живее без НАТО, да се разбереме. Меѓутоа се обидува да представат верноста дека тоа е тоа што ни фали. Тоа е едно мало чекорче кое што нели опозицијата намерно го блокира и ја уништува еднината, а се друго е одлично во државата. Аз сметам дека се целосно се декласирани, нема човек во Македонија кој што веќе би рекол паѓа на овие приказки, од која дојде имаше една мала промена, барем јас како го оценувам тоа, од која дојде Ковачевски, се направи смената од Заев Ковачевски, Ковачевски и неговата постава вака сега се ја доживува некој, барем тоа е моје мислење, ја доживува државата како стартап и ја води како стартап. Знаете, кога имате нова млада компанија, па нема да штедите пари за реклама на Facebook, па нема да штедите пари да се рекламирате, па гледате како започна со слики по маркетинг, како стартап, практично како стартап. Стартапот му беше составен, еден од главните менаџери видовме дека му е Бојан Маричич во тој стартап, кој што го убедуваше дека овој стартап треба да биде проевропски, па да го брендира како европски бренд. Во меѓувреме стартапот знаете како фирми, пари од државна помош за своји блиски фирми, за земјиште за сопругата, фирми во енергетиката и така е. Бифтек во Владиниот ресторан. Така се раководи нов стартап, така? Треба да стекнете што повеќе имот, да стигнете до што повеќе пари и да, ако можете да трошите туѓи пари, уште подобро и се раководи државата како стартап. Од друга страна, Али Ахмети видовме како сега, не знам, ако го следите, има еден акаунт на Твитер кој што е пародија на Илон Маск пароди, и вчерашниот твит му беше седнат на купишта пари и вика се мислам која компанија да ја купам следно. Јас кога го видов, сватив дека и кај нас Али Ахмети го има истиот проблем. Едноставно тие натрупаа пари, одржаа еден долг временски период во кој што се представува како идеолози, како скромни луѓе кои што немаат никакви средства. Сега на едно интервју го видовте разобличен како се поседуваат милионски бизниси, дали станува збор за Зет, дали станува збор за сватови, внук, сват, над 200 милиони евра. Како, да, и сега одеднаш престана приказната за скромниот идеолог. Едноставно видовте како сите национал-романтичари се претвараат во бизнисмени. Како е најлесен патот од национал-романтичар, неколку години зборувате на теми патриотизам и како потоа се претварате во бизнисмен. Така да Али Ахмети од една страна од идеолог преде јасно и отворено во бизнисмен. Ковачевски дојде како бизнисмен, владата се ја доживеа како нов стартап и сметам дека ова јасно го гледа јавност, ова што го кажуваме ние не е ништо ново, ова е само потврдување на сето она што го знаат граѓаните. Сега ако вие размислите дека имаме неколку месеци до избори, мислам дека никој нема да гласа за ваква постава. Има во моментов јас имам информација за две анкети што се прават, една агенција блиска, односно соработува со опозицијата, една со власта. Информациите ми се од таа на власта, анкетата нема да биде објавена дефинитивно заради шокантните резултати. Тие резултати што се добиени во анкетата на агенцијата блиска на власта се полоши дури од анкетите на ВМРО-ДПМН, односно анкетите каде што ВМРО-ДПМН убедливо води, и тоа е уште еден показател за расположението на народот кој што очигледно драматично се влошил за власта. Уште една шокираност има денеска, ова се информација, не е прашање до гостинот, меѓутоа може да искоментира. Денеска има шокираност кај дел од луѓето во да речам вториот ешелон, мене од таму мислам информациите на Социјалдемократскиот сојуз од посетата на Соединените американски држави. Таму знаете дека се и Пендаровски, и Ковачевски, и Османи, и Маричич, и Битичи, 40 луѓе отидени таму на државна сметка, јадат, пијат, четаат, се забавуваат, одат на забави и така надолу. Буквално ова не е шега. Значи сите можни коктели ги имаат посетено Обединетите нации. Меѓутоа, главната порака од средбите со странските, да речам, партнери на Македонија во Америка е поразителна за власта. Немате 80 пратеници, одете на избори, џаве се мачите.
Моите информации велат дека Ковачевски побарал од двајца од своите соговорници многу влијателни, важни луѓе во глобалната политика, рок до јануари да обезбеди двотретинско мнозинство, на што не добил поддршка, му рекол, добро, вие си знаете, терајте како мислите, меѓутоа не правете дополнителни кризи, одете побрзо на избори. Очигледно дека власта не сака да оди на избори и дека ќе издржи до крај само за да не оди на предвремени избори кои што дефинитивно ќе им ја заврши политичката кариера. Па рековме, секој ден си носи тендер, секој ден си носи одредена провизија и гледате како се борат тие до практично да издржат до последниот возможен рок кој што е предвиден или со уставот и со законите да останат на власт. Но Левков, тоа е ризично. Знаете како кривичниот законник е сменет, сега максималните казни се 5 години, 3 години, 4 години, тоа е сериозен проблем. Вие сега кога сте под лупа, кога обвинителството се освестува, кога судовите се освестуваат дека ќе има промени, тоа е ризик вие да останете на власт да крадете кога сите гледаат дека крадете. И на крајот и 5 години во затвор не се малку. Ја тука не можам да ја разберам оваа логика. Па ќе ве потсетам на една изјава, затоа што тие се водат по тоа, се сеќавате кога Заев оној кој што практично нели го доведе Ковачевски, кога велеше all in, најверојатно тоа е некој слоган, некое мото, така да и тие се all in. За жал, рековме, Македонија не е стартап, Македонија не е ни партија покер, меѓутоа за жал овие луѓе тоа така ја гледаат, или како стартап или како партија покер. За сите нас останати го доживуваме светот и го гледаме, ја гледаме Македонија со други очи, меѓутоа разумно е да го прифатите фактот дека начинот на кој што јас и вие и обичниот македонец резонира не е начинот на кој што резонираат овие луѓе, и тоа што за нас е надвор од памет. Зошто би ризикувале, за овие луѓе представува само уште еден ден погоден за бизнес. Левков, не согласувам тука. Да, ние сме нормални, да речем, македонци граѓани на државна Република Македонија. И тоа, во СДСМ луѓето не се луди, не се будали, не се со намалена деловна способност. Кој ги прашува? Не зборам се за раководството, зборам. Ја не зборам за чиновите. Чиновите, знаете како имаат некакви идеали, имаат лични интереси и ќе ги разбирам. Зборувам за раководството, Маричич, Ковачевски, не знам тамо кои се Битичи, тие се нормални луѓе со факултети завршени. Тие гледаат што се случувало и што ќе се случува. Ова што го збори ВМРО, вашиот лидер кажа дека пред неколку дена прилично оштра изјава дека сите ќе одговараат. А така како кривичниот законник, да, е намален, 3 години, 5 години, и тоа знаете како, вие ако имате направено 5 кривични дела по 5 години, се 25 години, кај нас 20 години максимална казна. Не може да се спасите вие. Ниту пак може да ве спаси некој Шолц во Германија или не знам Ескобар ќе дојде тука и ќе му вика на судијата, не го суди овој, ни помагаше да го смениме през Спанскиот договор уставот. Јас затоа не можам да разберам и овие основања дека тие не разбираат многу добро. Не можат сите да избегаат од друга страна. Еве, ќе избегаат 1, 2, 3. Другите од 20 ќе останат. Как не можам да го објаснам ова до последен момент да се крадат. Сега имате Рек Битола 40-50 милиони евра тендери. Се е јасно, се е документирано. Ама еве тоа ви се случува. Еве се случува. Не знам, дека се краде до последен момент. Ја ви ги разбирам аргументите така, ама еве постапуваат надвор од целиот разум. Најверојатно си го доживуваат како игра all-in. Или се подготвени да лежат затвор, ама без проширена конфискација. Интересно е, денеска се јави амбасадорот ГИР по кој знае кој пат. Денеска отвара, ако не се лажам, Европската унија повторно дава некои пари за Македонија. На проект финансиран од Европската унија дава висина од 10 милиони 250 илјади евра за поддршка на владењето на правото во земјава. Европската унија си дава пари, кој сака нека каже, тие даваат пари, меѓутоа тука господинот Гир вели да не заборави премиерот. Да не ја заборави изјавата некој од минатата недела во Брисел со која се изразува загриженоста за измените на кривичкиот законник пред се употреба на европско знаменце и вели дека едноставно со овие измени на кривичниот законник неказнивоста ќе стане стандард во Македонија практично. Ово кажува Дейвид Гир, да се разбереме, евроамбасадор, него кажува. Левков е политичка партија, не може да го нападне евроамбасадорот. Не може да искоментира. Зошто го нападне? Евроамбасадорот отворено ја напаѓа владата дека се игра со... Не, Драган, тоа е лицемерие, извини. Евроамбасадорот
точно знае, Европската Унија уште пред 3 години во своји заклучоци предупредуваше дека не смее да се смени, особено членот 353 ставот 5. Значи, директно е кажано. Во заклучоците на скринингот во правда и внатрешни работи, направен пред 24 дена, 23 дена. Добро. Европската Унија директно предупредува да не се чепка тој член. И владата го менува. Ако евроамбасадорот Гир на вистина искрен во што го зборува, можеше да ја блокира таа сума од 10 милиони евра, која што ќе заврши каде? Контрола под владата. И ги дадат тие пари на своите соработници во разни невладени, полувладени фирми, организации и така натаму и така натаму. Затоа ова е за мене лицемерие и уште еден најдобар пример зошто паѓа почита на македонските граѓани кон Европската Унија и проширувањето и влезот во Европската Унија. Токму заради оваа симбиоза помеѓу малодушната, малокрвната европска дипломатија и корумпираната влада во Македонија и секаде во регионот. Ова е најдобар пример зошто македонците веќе не веруваат на Европската Унија. И тука не ни е крив само Ковачевски, Ахмети и Груби, кои што се корумпирани. Крив ни е и Гир. Треба и тој лично да преземе одговорност. Добро, меѓутоа, ако сме реални, Левков да го ослободиме да влегува во дипломатски конфликт. Ако сме реални, Дејвид Гир не може да преземе одговорност кај нас за ништо, тој е сепак амбасадор. Дејвид Гир може само да напише едно писмо во Брисел. Владата е корумпирана, парите ќе ни отидат во бунар, нема да види никој ајр од парите да се запрат веднаш. Во ред, меѓутоа зборуваме за човек кој што е представник на организација во која што ние не сме. Значи, Дејвид Гир сепак нема обврска. Како што има обврска Драган, има обврска да не троши европски пари за криминал. Како да ти кажам, само се карикираме сега. Ова е премногу. Меѓу принципиелност, затоа што ти зборуваш се принципи, а ние зборуваме за обврски во смисол на дипломатски обврски или не знам политички обврски кои што тој лично ги нема, тоа е мое мислење. Нема потреба Дејвид Гир да ја сака Македонија, едноставно. Не треба да ја сака, само треба да ги почитува принципите. Вие сте корумпирани, амнестирате криминал, еве ви 10 милиони евра. Извини, ама тоа не е ни дипломатски не е ни професионално не. Тогаш вие треба да кажете да се противставите, ако треба да дадете оставка, ако треба да дадете од позицијата амбасадор. Ние ќе го поканиме Гир да дојде во комисијава, да ги објасни овие работи. Доаѓаме, морам да признам, до времето за кратките вести кои што одат во склопот на Заспија, ако можеш. Интересно ми е, сакам да isprокоментираме нешто околу Преспанскиот договор, затоа што Уставниот суд нема да поведе постапка, денеска донесе одлука околу Преспанскиот договор, меѓутоа ајде, време е за кратките вести, па се враќаме во Заспија, ако можеш. Да, и по кратките вести се враќаме во вториот дел Заспија, ако можеш. Вечерва со пратеникот од ВМРО да помене господинот Миле Левков, се извинувам. Околу Преспанскиот договор, денеска Уставниот суд ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на указот со кој е прогласен овој закон и отфрли иницијативата за оценување на законитоста на претходните два акти и така натаму. Значи, Преспанскиот договор, кратко кажано, останува на сила, а државата ја задржува одредницата на СК, која што ние овдека одбегнуваме да ја спомнеме. Еден коментар? За жал, очекувано, тоа знаете. Случајно нели дојдовме до тоа и ги коментиравме начинот на кој што се избираат и уставните суди, политички функции, гледате како стигна во собрание, дури успеавме една точка со единствена за избор на уставни суди да биде против деловнички поделена. Виде, тоа јавноста ја брануваше неколку недели самиот начин на избор. Оние кои што ги предлага уставните суди, па на самата комисија не одвоја ни барем по еден говор да не ги представа зошто ги предлагаат истите. Предложивме една пракса да дојдат во собрание, барем да ги запознаеме, да го дадат ако за едно обично вработување доаѓате, зошто некоја ве бираме за уставен судија. За жал не се случи тоа. Гледате сега дури еден од обвинителите за кои што чекаме да ни го на тој високо профилирани дела за криминал кои што ни се случуваат, од друга страна чека во собрание да биде избран за уставен судија. Да. Па не знам дали го пуштија по вода, ќе видиме. Меѓутоа се надева еве чека да биде избран за уставен судија. Со колку се гласа? Со 67 пратеник доволно е да се изгласа за јовески збориме уставен судија. Така? Да. Што е проблемот? Власта има 67 пратеник во моментот. Најпрвим беше, не знам што е проблемот, затоа што на комисијата за избор и именување тоа беше една единствена точка, нели, избор на уставни судии. Двајцата помина, Јовески остана заглави. Ја поделија.
затоа што вие имате единствена точка на дневниот ред и на крајот кога ви завршува точката, вие треба од работата на комисијата да изработите извештај, да го пратите да го испратите на пленарна седница. Како успеа незавршена точка да ја пратат со двајца предлози, го оставија практично Јоевски, па потоа гледавме нели изјави имаше од како беше од Грковска за борба против корупција во кој што го нападна. Кој е предметот на уцени не можеме да разбереме, меѓутоа денеска е симптоматично кога нели повикуваме да биде постапено по некој случај, имате јавен обвинител кој што чека власта да го избере за уставен судија, тој ќе треба да гони дела од високо профилиран криминал, тешко кој во Македонија верува на такво нешто. Нели малку тажно човекот има 67 години, да не биде ова сега и джизам, нели немам ништо против годините. И јас сум веќе стар, меѓутоа да го оставите да изчекува веќе 6-7 месеци, човекот малку и нефере. Во исто време другите двајца судии веќе се избрани, тие веќе се во уставниот суд. Знаете зашто го спомнав ова со уставниот суд? Очекувано беше ова околу Преспанскиот договор, меѓутоа пред 2 дена чинам, овде го имавме господинот Зоран Димитровски, порнешен министер за околна самоуправа, неговата заменик министер, да. Неговата партија поднесе иницијатива пред уставниот суд за измените на кривичниот законник, особено затоа што претседателката на судот Добрелка Царска самата ги критикуваше. Меѓутоа, овие и вакви пораки јасно кажуваат што ќе се случи и со таа иницијатива и со било која иницијатива која што ни контра. Институциите ни се заробени, за жал, и затоа сме таму каде што се наоѓа. Но не само институциите. Сега пред крајот на емисијата уште една тема сега да отворим. Не се само институциите. Не е жестоко, едноставно вчера зборуваме со професорот Милдраг Главовиќ околу невладиниот сектор, влијанието нивно и така натаму. Како го коментирате фактот што една огромна плејада на невладини организации, учесници во шарената револуција, кои што Никола Груевски го распрчува, да речам, во своите настапи јавни, медиумски и така натаму, сега дојдува во ситуација да велат дека Груевски е добриот, Мицкоски е лошиот. Ја ова не можам да го разберам, се смеам, еве неколку дена веќе се смеам со многу луѓе. Тоа внимавајте, се станува збор, знаете како голем дел од тие невладините луѓе, раководители се лош збор шалабајзери, влегле немале што да прават во животот, па влегле во нивниот сектор. Но има таму луѓе кои што се и образувани, и кои што се умни, кои што се паметни, и кои што, велам, од срце можеби го мразеле Никола Груевски заради корупција, криминал и така натаму. И сега доаѓаат во ситуација дел од нив да го фалат Груевски дека тоа е всушност нашиот клуч за влез во Европската унија. Не можам да се соземам, да ви кажам искрено, 3 дена. Како е вашиот коментар и анализа? Замена на тези имаме ние практично на секој чекор имаме замена на тези. Ова со зачленувањето на Македонија во Европската унија, кога промениме уставот и тоа покажување дека нема друга алтернатива, е класична замена на тези, нели, кога покажувате ситуација во која што немате друга алтернатива, а практично има алтернатива. Да, во Македонија, за жал, овие политички теми и политички тези знаат да го надгласаат, би рекол, да бидат многу погласен од тој невладин сектор и да потврли многу пати кога сме очекувале дека има потреба да дојде одредена реакција и од нивна страна. Меѓутоа, гледаме дека остануваат глуви, не само нема правда, нема мир. Многу работа. На пример, кога стигна кривичниот законник во комисија за европски прашања, заменик министерката за правда Викторија Аврамовска-Мадич, Викторија Аврамовска на пленарна седница не ги спомена измените во член за злоупотреба на служба до 353 394, не ги спомена, туку зборуваше за етноцид. За екоцид. За екоцид. Кривични дела во кои што се предвидува построги казни за загадување. А не спомена дека во изминатите неколку години, ако ви погледнете структура на криминалитет, на кривични дела, знаете колку кривични дела во изминатите, колку пресуди во изминатите 5-6 години имате за тие кривични дела, за загадување на животната средина едно, за загадување на води 2 или 3 пресуди имате во 5 години. Тие аргументи и ги кажа. А ние имаме една цела плејада на невладени институции кои што нели се обврзале дека треба да се заштитува животната средина, никаква реакција нема ниту кон судство, ниту кон обвинителство, ниту кон МВР.
Затоа што ако и постојат тие кривични дела, а ние практично, нели, гледаме што се случува, јасно е дека политиката и политичките теми ги надвладуваат и ги надгласуваат. И во парањето правда, како што споменавте, и во постапките да биде заштитена дали животната средина, дали одредени аспекти на живење. За жал, сите сектори кај нас се сведува само на политика и следбеници на политиката. Најчесто е тоа следбеници на политиката на власта, можеби токму поради тоа што на крајот на денот се финансираат токму од пари кои што треба да произлезат од влада. Дали кога заменичката министерка за правда Викторија Аврамовска-Мадиќ го бранеше законот за промените на кривичниот законник, дали ви кажа во своето излагање дека и таа е предмет на предистраги за токму за 353 злоупотреба на службена должност, за проневера на сериозни пари, дека била шеф на кабинет на градоначалникот? Тоа е за отварање на оној сајт што никогаш не проработи, така беше. Да. Дали го спомена таа тогаш дека ете и лично таа има да чаме не конфликт на интереси да се намалат казните таму? Предпоставувам не само што не го спомена, ја дури ви кажав на потребата за донесување законот кој што експресно стигна во 11 часот. И треба да се изгласа потребата, та дури и немаше доблес пред македонската јавност јасно да објасни за што станува збор. Пуштете ги, ќе видите. Тоа само по себе води на начин на кој што работи оваа влада, тоа е со измама, тоа е класична измама. Кога сакате вие, нели, да не ги обелодените сите околности. Или најмалку што може да направи е истата таа да не доаѓа во собрание да штити измени токму. Па ќе немаше кој министерот Лога не сакал да го брани тоа. Па не знам како дозволи од неговото министерство вака да излезе. Рековте измама. Измама исто така кривично дело според кривичниот законник. Но дали, сега ви сте правник, така? Добро, не се занимавате со кривично право, највеќе се обидеме да анализираме. Дали во случајот со заменичката министерка за правда Викторија Аврамовска-Мадиќ има простор за некои од останатите сега 4 става од кривичниот законник од 353, злоупотреба на службена должност, за тоа што бранам, односно предлагам закон со кој што лично се ослободувам од вината или од дел од вината. Дали вака, се вака лаички е, меѓутоа логично е дека таа не смее самата себе да се брани да предлага закон. Класичен судир на интереси, каде што ние зборувавме, каде што вие кои што сте дел, нели, на такво, наместо да докажувате невиност, вие одите и ја користите вашата службена положба, која што сте ја добиле, нели, како заменик министер, и му предлагате на мнозинството да го избрише делото за кое што вие сте обвинети. Мислам дека е повеќе од јасно дека станува збор за злоупотреба. Драган Шуилат во американските серии No Further Questions. Имам прашање да бесте, меѓутоа полека доаѓаме до крајот. За крајот сакам да, дури не сум сигурен дали е потребен коментар воопшто од платеникот и па и од тебе, Горан. Именно Виктор Стојанов, тоа е оној председател, лидер, директор што ли е на онаа фондација Македонија, ако не се лажам. Денеска им се обраќа Бугарската фондација. Бугарската се разбира. Им се обраќа, ќе го прочитам на бугарски па на македонски, сакам да пробам на бугарски, вели да се обидам до всички жители на општина Пустец, Албанија. Сите жители на општина Пустец, Албанија, со превод е. Ако не се запишете като етнички българи, Ако не се запишете како етнички бугари, сега на пребројаването, сега на пописот, вашите български гражданства, вашите бугарски државјанства ќе бидат отнети в најкраток срок. ќе бидат укинати во најкраток рок. А ако сте в процедурите ви ќе бидат незабавно прекратени. А ако сте во процедура за ваѓање на бугарско државјанство, процедурата ќе биде веднаш прекината. Веќе имаме еден тјакав случај, мислете. Веќе имаме еден таков случај, мислете. Мораме ова заради агенцијата за видео. Ќе го преведуваме и некој или од англиски или вака како Горан, меѓутоа ова е толку отворено, толку безобразна порака до македонците во Пустец, кој што зашто да не бараат европски пасош. Нити ги правдам, нити ги го неправдам, не знам како да кажам, овдека секој бира за себе, имаме 100.000 кај нас што имаат бугарски пасоши, меѓутоа ваква порака. Нека нас вие българи, тие се во странство, не се или ќе бидете бугари, или ќе ги земе пасошите, мислете, веќе редем го земавме. Ова е порака за добрососедство, за пријателство, за европски однесувања. Така, ама одличен момент на сите наши гледачи да кажеме дека вака
изгледа бугарски ултиматум започнува со ако, па го имате барањето и на крајот мислете. Така да, добра порака кон сите, ако и мислете, не е пат кон Европската Унија, и со ако и со мислете, не е нешто кон кое што ние се стремиме, така да она кој што го замислиле владата на СДСМ и ДУИ нека си го тераат тие, најверојатно вака им се обраќаат и на нив, затоа сметам дека имаат концесии кои што се преземени, му ги оставил во наследство најверојатно Заев на Ковачевски, така да најверојатно тој почесто се среќа со вакви ако и му е мислете, меѓутоа сметам дека ние, обичните македонци и поколенијата после нас нема потреба да ја оставиме ваков наратив. Ако мислете нека моја мислат тие, ние мислиме само за наредни избори и потоа како да ги испратиме на црната страна на историјата. Само да кажеме дека Виктор Стојанов не е обична будалетинка, туку е човек кој што е прилично добро поврзан со најмотните играчи во делот од бугарската надворешна политика, која што има задача и цел да ги асимилира македонците и во Македонија, и во Бугарија, во Гора, па дури и во Србија. Тој е поврзан со Милан Врабевски, еден од најбогатите бугарски тајкуни. Тој човек пак кој што беше 2017 година во посета официјална на Зоран Заев. Има фотографија, Зоран Заев е сликан заедно со владиката Наум и со европретеникот Ковачев во пријателска средба. Иако Зоран Заев пред средбата бил информиран од службите за безбедност, од Верушевски, дека Милан Врабевски е човекот кој што ги финансира сите антимакедонски, бугарски асимилаторски операции во Косово, Албанија и Македонија. И тој е човекот кој што подоцна ги финансираше отварањето на фашистичките бугарски клубови во Охрид и во Битола. Нешто што не сме да се потцени. Знаете, убаво е, ние сме фокусирани на работите наши тука, меѓутоа мора да се каже дека македонските власти намерно не реагираат, иако на Виктор Стојанов беше забранено да влезе во Македонија, да бидеме искрени до крај. И тоа откако веќе и Пендаровски и Ковачевски се соочија со непобитни докази дека тие работа на уривање на македонскиот уставен поредок. За жал, само за него е ова забрана, мислам дека веќе истечена. Тој најави дека ќе доаѓа во Охрид. Во секој случај, кога ќе дојдете на власт, ако ВМРО ДПМН имате сериозни проблеми да ги раскринкате сите вакви оперативни мрежи кои што функционираат во Македонија и околу Македонија, секаде каде што има македонци. Дали сте подготвени за тоа? Апсолутно. Ти благодарам, Горан, Патенику, ви благодарам на вас за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Да, и чисто за крај, почитувани гледачи, вие сте жители на и официјално земјата со најзагаден воздух во Европа. Тоа го покаже истражување на Guardian, па имаме најзагаден воздух во Европа. Политичкиот воздух е уште позагаден, што да ви кажам понатаму, сепак утре во 15 часот репризитет издание на оваа емисија, утре вечер не, во понеделник во 22:30 ќе ви се јавиме повторно. Јас си Горан Мировски. До тогаш пријатно.